Уште една донација од шведската организација Hand til Hand реализирана во Битола, поточно во домот за стари лица Сјурайдер, наменет за тешко болните лица кои бараат посебна нега и грижа. Донацијата е на иницијатива на претседателот на Сдруженијето при посета минатата година. Директорката на институцијата како и Сдруженијето на пензионери од Битола. Се работи за 20 кревети со механизам за спуштање и подигање, исто толку и душеци гумирани, така да онаа категорија на стари лица кои се во тешка и незавидна ситуација, навистина ќе им бидат добре дојдени. Овие кревети ќе олеснат и работата на самите вработени кои се грижат за тешко болните и неподвижни стари лица. Оваа организација од Шведска редовно ги помага институциите во Битола. Неодамна голема донација на посебни кревети имаше и во клиничката болница. Поголемиот дел средства се донесени од Штипската болница, така да се надевам и сакам стварно да ги поздравам сите битолчани од што може да си поможиме заедно, да може стварно да се донесат и повеќе вакви работи, да можеме да ги подобриме условите не само тука во Старскиот дом, туку и во болницата, ради тоа што овие се работи што стварно ќе ни послужат не само за една година, за повеќе години. Донацијата немало да биде реализирана во целост доколку финансиски околу транспортот не била помогната од Сдруженијето на пензионери во Битола. Ова донација, ова добро што се прави за луѓето е благодарение на двете Мари кои се до мене и Томче. Значи две Мари и 20 томевци вложија сили што може да направи. Меѓутоа, она што јас како претседател на Сдруженијето на пензионери го направив е многу најмалиот дел, најмалото наше учество, но сепак е учество. Затоа ги повикувам сите луѓе, стопанственици, невладени организации и други кои што имаат средства да бидат што е можно повеќе да помогнат од вакви луѓе како Марија. Немаме на друго место луѓе кои што се борат за доброто на целиот народ тука, не само кај нас, сигурно и на други места. Гледате дека низ цела Македонија и низ цела Битола е покриена. Домот е штитеник на 160 лица, од кои 80 се тешко болни и неподвижни. Капацитетот е исполнет во целост, а и листата на чекање е во континуитет бројна.